наш собир, да речем. Побил. Не, оне ме сврла. Останувата снега точка. Председател, Во моментов сум ново назначен председател на одборот за бранители на ниво на Република Македонија. Што значи ова одбор и што Да, опфаќа? ќе бидам малце конкретен. Повод за овој наш денешен состанок се два моменти. Прво, чествувам 11 години од постоењето и активната работа на Сдруженијето на учесници во воениот конфликт од Прилеп. Втор момент е, први се конституираме како одбор на бранители, а тоа е координативно тело, кое што ќе раководи и сублимира работата на сите здруженија на ниво на Република Македонија, со голема припомош од Форумот за безбедност на Република Македонија. Кои се целите на тоа сакам да потенцирам. За кои прави, за што ќе се залагаме? Нашата заедничка работа ја консолидираме и ја насочуваме преку декларација за наши свајчање и по наше видување документ од општествено историско значење како за Македонија, така и за македонската бранителска кауза. Буквално станува збор за следниве работи. Први, да се дефинира, да се кажи во 2001 година што и се случи на Македонија. Тоа е голем став. Понатаму, да се определи статусот на тие луѓе што имаат доблест и смелост да се супростават на злото што и се случуваше на Македонија. Третото нешто е, како што кажа, заеднички да делуваме и да делуваме малце поучно на актуелната власт. Не само на ова и на претходните, дека ние и власта сме партнери за да ја чуваме Македонија, за да ја браниме Македонија. Често пати слухот или дослухот на политичките елити, на партиските елити и така натаму, некако не беше на висина. Во смисол, проблемите на бранителите се решаваат инцидентно, парцијално или пак со некој залог. Ако бидиш вако, ако би послушно момче, чи имаш некој привилегија, ако не, води си сметка, не дувеј се сам. Многу пати се чувствуваме како граѓани од втор ред. Значи, она вулгарната, помина луѓата, фрлете гуњата. Тоа нас повеќе ни иритира морално, отколку материјално. Стално велам јас, од страв се бегало, од страв не се бегало. Ние бевне тие мажите какви такви, што застанајне таму и крварев, ни дадовне доста жртви. И сега што бараме? Сега што бараме? Буквално бараме достојна почит кон нас, оти Македонија не е некоја творевина да трае од денеска за утре. Таа има библиска, да речеме, конотација или постоење и како општествено-економска формација и како формација на исконско вреден народ со културни, со историски карактеристики, со идентитет, со јазик и така натаму. Значи бараме па вака во кратки црти. Прво бараме да се дефинира нашиот статус. Кој бевни и шо бевни? Од статусот произлегува привилегиите што треба ние да имаме како бранители и должноста на државата да исполни тие бранители. Ама кој бевте вие? Па слушајте кој бевне ние, слушајте. Кој бевне? Значи добронамерни на граѓани на Република Македонија, кои неотповикливо ги примија позивите кога беше мобилизацијата, која застана на борбените позиции, кои гинеа таму, кои земнеа и така натаму. Баравте статус на борци, го добивте или по 10 години ще барате? Не велиме статус на борци. Буквално секој што брани нешто е бранител или борец. Сакаме нашите проблеми, нашите барања да се вкалапа во една правно, како да речем, нормативна рамка, дали ќе биде тоа закон, дали ќе биде одредени солуции или решенија, меѓутоа да нема игнорански однос кон нас. Кои се конкретно? Еве конкретно, значи Да, че наброк. Значи овие луѓе не се од транзицијскиот период што зграбија богатства и што мува, со извинение да ме вулгарен, не ги лажи, што ќе биде со битието на Македонија. Овие луѓе се ранлива категорија.
во смисол, значи, зависа за стан, зависа за вработување, зависа за здравствена заштита, зависа за образование и така натаму. Пред се, значи, и пред се, значи, најбитно е ревалоризирање на нашата вредност. Да не рехабилитира како луѓе пред се, не бараме ни ловорики, не бараме ни медајли и така натаму. Што барате? Што? Еве бараме социјалниот момент да се реши, економскиот момент да бидеме признати, ова да би долгорочно речено. Сега постои фама дека ние само бараме, некој треба да дај. Ова ние ќе го потенцираме заслужено. И понатам да не би со краток здив, да би со здив и понатам да важи за ромите, да важи за турците, да важи за албанците. Ама за кој? Нешто ќе ја нападна Република Македонија, што уиднина ќе ја брана, ќе сака како матична држава, како мајка држава. Значи, ние го браниме конкретно, го браниме ние граѓанскиот мултиетнички концепт на Македонија. Дозволете да се искажа. Кој ќе се дефинира Апсолутно, апсолутно. Конкретно кажете, конкретно сакаме. Значи да се она што викаш да се дефинира, она што се случваше, правен документ, закон во кој ќе биде трајно решено социјалниот вакуум. Сето тоа вака концизно каже го. Без коментари се, коментарите ги слушнавме. Епа концизно, велиме, статусот на бранител да се дефинира преку правна рамка, преку закон. Кој што закон ќе биде со далекосежно значение и ќе важи за сите луѓе што се доблесни да почитува законите на оваа држава и да брана оваа држава и денес и во иднина. Од тутурпоста луѓе постои сфера на конфликти, сфера на интереси и така натаму. Кои барања проблеми останаа нерешени? Нерешени, буквално се сите нерешени. Кои се? Еве кој? Стамбено прашање претверам 40 или 50% од луѓето или се кираџи или живее како постарели кај родителите. Здравствената заштита важеше со краток здив 2 или 3 години и сега пример на здравствена заштита кај матичен лекар. Се извини и мачката и кучката да положат. Ние бараме во секундарна клиничка заштита, во терцијарна и така натаму. Значи, тој посттравматски синдром е присутен кај луѓето. Кој срцеви болесници, кој депресивно, психички расстроени, па да не претерам, жал ми е да кажам, преку 30 бранители од Прилепска општина, значи релативно млади умреа луѓето, од срцеви удари и така натаму. Колку се членови сега на сите овие здруженија? Вака сега. Јас колку здруженија денеска? Ќе дам да речеме одредени параметри, показатели што владеам овдека кај нас на ниво на општина. Од Прилеп и Прилепско во тие турници на замени на бранење се вклучени негде 5,5 до 6.000 бранители. Пред се од резервниот активен состав за активниот армиски и милициски, не знам, немам податоци. Нашето здружение фигурира негде меѓу 900.000 членови, кои што профигурирале кај нас со плаќање на членарање, со активност и така натаму. Меѓутоа, извинете, во последно време се разочарани од, како да речем, од односот на државата кон нас и веќе крела рака, нема сила, нема моќ да бара или да стега нешто да добие. Ајден коментар. 12 години од 2001 година, така? Да. Истиве барање ги повторувате 12 години. Како ве третира државата? Коментар сега краток. Еве краток коментар. Ќе почнем од првиот председател после конфликтот, Бранко Црвенковски. Не удостои со многу содржајно писмо, нити да ни одговори кај треба се не. Значи, се разбираме ко глувио и немио. Се обратиле кон председатело, премиеро Бучковски, или шо беше тој дали на одбраната и така натаму. Иста песна. Очекуваме поголема доблест и поголем слух од ВМРО, кога стана на власт после 2005 или 2006 година, во смисол дека се декларира прен со збор. Иначе не знам од тие луѓе колку дојдат да ја бра Република, дека се патриотски расположени. Ова што го зборувам, сносам и морална и материјална одговорност. Кога понесоме закон за бранители, преку, значи иницијатор Друженијето Достоинство, едноставно бевне проиграни, бевне примени таму, се најде некој за право да рече дека тој закон е предимензиониран, мегаломански, го работеле луѓе без слух, без лив, како да речем, нескромни така натаму. Значи државата нема соодветен третман кон вас, не се однесува како па не се однесува, тоа сакам да кажам. Коментирајте кратко. Се кратко да ви зборувам лаконски, да не. Не, светло со 2-3 речени. Ама нека ми постави конкретно прашање. Како се третира државата со 2-3 речени? Инцидентно не третира и не прави заложници на некоја политика. Значи, ако сакаш да добиеш нешто, мора да си послушни. А не како ние се декларираме како лоши момци. Дали знаете колку се бори 10 здруженија сега што прави тоа? Да. Колку бранители опфаќа?
вака да речем, пак податок од предлог законот на времето да речем забранители доставено за сојство. Сте профигурирале да речем во сиот тој конфликт околу 28 до 30.000 бранители. Кој е од активниот состав, кој е од резервниот состав. Процесуално овде колку се? 12.800. Ајде вие. Еве, кој се А кои Ајде вие кажете издруженија? ми денеска зошто сте? Кои издруженија не се? Кој не разбрали или не протежирал. Добро да е, може да не разберат. Сите ги поканивте сигурно. Значи кој се дојде, никој не се зошто. Јас ќе морам да го позвам Гозар Ризанковски, председател на форум, кој е практично иницијатор и главна фигура во сето тоа што се вика. Само кажете зошто Ќе ви објаснам. Камера Се ќе ви објаснам. Вака јасно речем. Јасно, Да биде и концизно, широко и кратко Кратко нека. јасно речем. Зошто? Што сакате со овој одбор? Што сте? Еве добар. Не, само му кажам, Јас- вие кажете кога сте. Јас Момент. Не се чекам, готови. се извинувам. Да, многу го прашувавте. Добро, Добар ден на сите. Момент само, колегиве, да се јас. Вие сте од форум. Да ги поддржите браните. аспектите што Момент. Се извинувам што Не, нека деранжираме Не, Камерата, мота летната. А за визуелност да го Тие да кажат дека се разбирам. Нема проблем. Колегите да кажат, окей. Сега кој втор? Кој втор? Ајде, кажи сега Вие податоците и кои не учествуват. Податоците па после Како се Јас денеска можам да ви се обратам во име на Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија, КСОМ, како нејзин главен генерален синдикален координатор и представник, кој во ресорните министерства во чии редови има лица кои се под оружје, опрема, униформа и така натака и се наоѓаат во вооружените, односно одбранбените структури на Република Македонија, целосно давам поддршка, допринос и сум вклучен во целата иницијатива која денеска е заокружена со формирање на одбор за сите здруженија да функционираат под одборот и сите понатамошни активности. Прашања кои ќе треба да се решаваат во сите погледи ќе функционира исклучно преку одборот. Форумот за безбедност, чиј председател е Гоце Ризанковски, кој е од мојата лева страна, е главниот иницијатор кој во изминатите 6 месеци, заедно со 10 здруженија на бранители во Република Македонија, кои позитивно се одзва на поканата на Форумот за безбедност, учествуваа во сето тоа што се викаше кронисување на денешната донесена одлука за функционирање на здруженијата на бранители, а Гоце Ризанковски подетално ќе ви информира Гоце Делчев Тодев. Вашето име е Гоце Моето Делчев лично Тодев. име и презиме. Кажи ми кои издруженија Ама не. конфедерација е Не предпоставка тој. се. Тоа Гоце Ризанковски ќе го Сакаме да знаеме кои не Конфедерација се. на синдикати. Вие конкретно зошто сте овде, кој дојден, кој не дојден, кој беше поканен? Така да. Ајде. Во тој дел можам да ви кажам дека мнозинството здруженија на бранители во Република Македонија се ја сочинуваат структурата на одборот на бранители. А кои не се, тоа не ќе можам да ви кажам. Колку се здруженија на Македонија? Во Значи Македонија? тоа се 9. Колку присуствувате денес? 9. Значи сите Еве дојдоа 10 денеска. слушаме до сега. Колку се Објективни купна информации. Ајде да бидеме коректни, значи Вие треба да ќе бидете ви приложиме документи и ќе нумерички бројката. Така сега, вие Ја сте... мислев дека ви интересира содржината на Се не интересира, се не Така сега, интересира. вие сте форум, како рековте? Форум за безбедност. Форум за безбедност. Што е тоа? Што значи Асоциација, тој како Значи тоа е здружение на граѓани што гради ставови во смисла на давање на активен придонес на општествени прашања кои имаат димензија на безбедноста. Добро. Меѓу другото, и јас сум бранител и иницијативата потекна од Форумот за безбедност во консултација со здруженијата на бранители, посебно со прилепските здруженија, тетовските, од Кавадарци, Битола и така натаму. На 22 јуни го донесовме историскиот документ Декларацијата на бранители, каде што, еве, во оваа фаза, овозможи формирање на одбор на бранители. Што улога има тој одбор? Значи, одборот на бранители, основната цел, генерално, е
практично спроведување на определбите на донесената декларација. Посебно во посебните права на бранителите. И во уредување и во преуредување. Значи, оно што е постојано да се преуреди и од оние предложени законски решенија, да речеме, на Сдруженијето Достоинство од март 2008, од законското предлог законот на пратеничката група на ДПМН од август лани 2012, сите тие придобивки со една свод и компаративна анализа да ги сублимираме и да предложиме нешто што на оптимално ниво ќе ги реши прашањето од областта на посебните права на бранителите и членовите на нивните семејства. И кои се тие посебни права? Значи, основното што треба да добие. Содржината. Значи, можам да ви кажам само прелиминарно. Значи, во областта на посебното право на вработување. Значи, реално реализирање тоа посебно право. Во областта на посебното право на војните инвалиди и членовите на семејства за еднократен надомест. Што е најсуштинско, бидејќи сите ние, додека крвареше Македонија, ги трпевме тие социјални, здравствени и психолошки последици, што и ден денес и на жалост навек ќе ги трпиме, да имаме надомест на доживотна рехабилитација. После тоа се основни. па не се баш Стамбени ова она има века. Во смисла на здравствената заштита, значи ослободување од лични средства. Првично при примарна здравствена заштита, а ќе гледаме, бидејќи знаеме дека е социјално оправдано, и во специјалистичко-консултативната и болничката здравствена заштита. Посебно за припадниците активни, што работат во МВР, во Министерството за одбрана или пак други безбедносни институции, ќе се залагаме да имаат посебно вреднување на нивниот антитерористички ангажман во 2001 година. А тоа значи воедување на одредби што во системот на кариера и во колективните договори ќе има посебни одредби што на посебен начин ќе се вреднува нивното учество при распоредување и унапредување во службата. Дали може конкретно да кажете колку бранители значи има во Македонија, колку од нив се невработени, колку го немаат решено стабилното прашање? Среќен сум што не знам колку се невработени, инаку се многу, а инаку бранители има околу 30.500 според информациите на Сдруженијето Достоинство. Процентуално? Колку невработени од нив? Во кој со однос па процентуално? Тоа е агенцијата за вработување. Тоа е агенцијата за вработување. Овие барања денеска, ова се што дефинирате, каде ќе го доставите? Ако сами си го кажете, никому ништо. Каде го доставите? Преку вас до... Значи, клучниот елемент, не само организацијски, туку и во смисла на дејствување на одборот на бранители е нов пристап на дејствување. А што значи тоа? Тоа значи интерактивен, проактивен и заеднички пристап со државните релевантни безбедносни институции и другите релевантни општествени субјекти. Значи, нема да развиваме матрица на конфронтација, туку заеднички да утврдиме што е социјално оправдано за да се остварат тие посебни имате легитимитет за партиципација, како ќе го направите тоа? Ќе доставите некоја информација до Значи ќе треба да се повторувам, а вие сте упорна во ред. Значи, ние донесовме и подпишавме декларација. Таа доби легитимитет со присуство на првите луѓе на АРМ и Министерството за одбрана, представници на синдикати, така да во смисла на легитимитет го имаме. Во смисла на социјалната оправданост, тоа верувајте, го имаме. Значи ова не е пазар, значи не е трговија. Значи све што имаме изгубено со нашиот антитерористички ангажман во 2001 година дека државата крвареше, едноставно на оптимално ниво ние ќе гледаме да биде тоа барем возвратено
во здравствена смисла, ама не значи тоа дека ние не сме способни да придонесуваме и кон политиката на национална безбедност, придонесот кон одржувањето на национална безбедност и не дај Боже ако уште еднаш државата на ист начин биде нападната. Дали наскоро ќе побарате средба со Министерства представници на младите? Да. Кажете го ова целосно. Значи, во вкупниот овој пристап што ви претходно ви го напоменав, меѓу првите приоритети е воспоставување и развивање на соработка со релевантните државни институции. Значи и безбедностите, ама меѓу другото и Министерството